Заедницата на единиците на локална самоуправа на Македонија, ЗЕЛС, дава целосна подршка за активностите на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Кочани, особено што таа е меѓу поактивните во државата и веќе реализираше поголем број мерки за почитување на принципот на родовата еднаквост. Ова беше речено на седницата на Комисијата, на која присуствуваше и директорката на ЗЕЛС Душица Перишич, која оствари средба со градоначалникот Николчо Илиев и со членовите на Комисијата. При тоа беше речено дека ќе продолжи помошта во поглед на работењето и остварувањето на главните цели. Веќе подолго време, неколку години, работи со сите општини и особено со комисиите за еднакви можности и им помага во начинот на работа, во остварување на нивните цели, а со самото тоа помага и на општината и на сите, се разбира, граѓани во овие општини и можам да кажам дека досегашното сознание кажува дека ова е една од поактивните комисии која многу работи и е во блиски контакти со нашата координаторка Ирена Николов и се надевам дека оваквите средби ќе вложат со резултати и ќе има поголем успех на оваа комисија. На средбата беше истакнуто дека локалната власт постојано треба да докажува дека може и мора да одигра позитивна улога во промовирањето еднаквост на практични начини кои влијаат на секојдневниот живот на граѓаните. Комисијата на седницата донесе одлука за финансиска помош за унапредување на спортот, особено за екипите кои се надпреваруваат во женските категории. Имавме доставено барање за да излеземе во пресред на кошаркарскиот клуб Баскет Дино, а тоа е женски кошаркарски клуб. И барањето се состоеше во тоа да помогнеме парично, да издвоиме средства од нашиот буџет како Комисија за еднакви можности и ние тоа го направивме едногласно и доделивме определена сума на средства со кои можат да си дозволат да се опреми женскиот клуб со потребната нивна опрема. Во рамки на воспоставените принципи на работа, Комисијата за еднакви можности на жените и мажите има собствен буџет со средства од општина Кочани, а со кој помага во унапредувањето на родовата еднаквост. На средбата со директорката на ЗЕЛС, градоначалникот Илиев упати благодарност за досегашната подршка во реализацијата на повеќе проекти на општина Кочани, не само во поглед на еднаквоста на мажите и жените, туку и во други сфери, пред се од областа на решавањето инфраструктурни и други задачи.